песнината, туга и што са гина, од цветовите, од затворите, неослободен до ден денеше, истото е и со недејом. Македонците се борат за своите правдине. Македонците се борат. Почитувани, јас знам дека многу меѓу нашите сограѓани, пријатели, комши, роднини и така натаму се разочарани, дури и огорчени кон оваа или онаа опција. Но би сакал да ги прашам, зарем тоа е посилно и поголемо од љубовта кон Македонија, кон сопствената татковина? Овде, овие луѓе, како и луѓето во 40 градови низ Македонија, ги собира само едно нешто. Тоа се вика љубов, љубов кон сопствената држава, љубов кон унитарна Македонија. Сето останато во овој момент е помалку важно или не е важно. Почитувани, сите учебници по историја не учат следново. Историјата познава големи луѓе кои не ја сакале власта, но историјата познава и големи луѓе кои ја сакале власта. Но едни луѓе историјата не познава, нив ги бришти со гума и ги множи со нула. Тоа се луѓето кои не си ја сакат татковината. Во името на љубовта кон татковината, кој е заеднички именител на собирите ширум Македонија, а во предвечерието на големиот празник Великден ќе ви прочитам дел од посланието на Свети апостол Павле до Коринќаните. Цитирам: да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи и да имам силна вера што и планини да поместувам, ако љубов немам, ништо сум. И да го разделам цијот свој имот и да позволам телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долго трпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, не се гордее, не прави што е непристојно, не бара свое, не се срди, не мисли зло. Љубовта на неправдата не се радува. Љубовта на вистината се радува, а вистината, браќа и сестри, е една, се вика Македонија. Да живее Македонија!